Мерсел Билјали, Исмет Рамадани и Митко Андреевски се ангажирани за нови надворешни соработници на премиерот Зоран Заев. Како што потврдуваат од владата за телевизија Нова, политичкиот аналитичар Исмет Рамадани, кој е претседател на Евроатлантскиот совет на Македонија, е назначен за надворешен соработник на премиерот Заев за подготовка, анализа и извештаи неопходни за остварување на стратешките приоритети и определби за членството во НАТО. Професорот Мерсел Билјали пак е назначен за надворешен соработник за подготовка на анализи, извештаи и мислења за унапредување на меѓуетничките односи. Тој беше советник за надворешна политика на премиерот Владо Бучковски и на претседателот Борис Трајковски. Митко Андреевски, пак кој е претседател на Комисијата за енергетика во СДСМ, е назначен за надворешен соработник за изработка на анализи за информација со податоци и подготвување извештај на елаборат од областа на енергетиката. Тој, како што информираат од владата, е ангажиран про боно или без никаков надоместок. Андреевски е собственик на фирмата CNG System, која оперира со гасот во општина Струмица, за која што ВМРО ДПМН обвини дека постои судирни интереси поради тоа што Заев како градоначалник набавувал газ од својот сопартиец. Во меѓувреме, се уште се актуелни кадровските решенија кои неделава ги објави владата и предизвикуваат силни реакции на социјалните мрежи. Најсилни се реакциите за именувањето на поетот Дарко Лешовски за претседател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата. Коментарите се во линија дека не е дораснат и незаслужно седнува на ова место, кое досега го раководеле авторитети во поезијата со големо искуство зад себе. Прв претседател на Струшките вечери беше Ацо Шопов, па Матеа Матевски, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Јован Котевски, Петре Бакевски, Симон Дракул, Благоја Иванов. Толку. Ова на својот Facebook профил го напиша македонскиот поет со меѓународна репутација Ристо Лазаров како реакција на именувањето на Лешовски за претседател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата. Освен за скромното творештво на младиот поет кој стана познат по своите објави на социјалните мрежи, а во новата влада е ангажиран како советник за односи со јавност, на Лешовски му се забележува и за неговите претходни ставови со кои омаловажувал манифестацијата на чие чело застанува сега.